Луѓе, јасно е таму ситуацијата како ден. Ние нема што да коментираме, се знае кој е октоподот, сега многу јасно се гледа главата на октоподот. Не треба ние воопшто да се мислиме, ниту пак да одгонетнуваме било какви ребуси. Јасно е што подразбира октопод, наречен рекет во случајов, кој е главата на тој октопод. За жал го видовме вчера на повисен тон како бара правда во нашата држава. Предпоставам бара нова амнестија, трета, четврта, која е таму поред за тоа лице. Многу е јасно и на тие примерки, ова рекетирање станало семена забава, па гледаме не само Зоран Заев, туку и неговиот брат се состанувал со еден од тие кои што се осомничени и осуден, ако не се лажам, во овој случај рекет. Сигурно не разговарале за романи или било каква поезија. Предпоставам дека тема на разговорот биле бизнес интереси, бизнес делки, меѓу кои што неминовна тема сигурно била и случајот рекет. Инаку Зоран Заев неколку пати во минатото кажа дека се оградува, па те црвена линија му не се оградува, па се оградува, за на крај видиме дека осомничената, односно притвореничката Јанева, и тоа, замислете, одела во резиденцијата на председателот на владата. Сигурно таму не се среќавала со некој од обезбедувањето, предпоставувам се среќавала со Зоран Заев. Предпоставувам дека тема на муабетот биле разговори поврзани со случаевите во специјалното јавно обвинителство. Истовремено гледаме како овој веќе осудениот кој што призна вина одел во владата, а претходно Зоран Заев, ако се сеќавате, рече дека само еднашка се сретнал со тоа лице, кога овој му носел инвеститори во владата, а гледаме дека таму на задниот влез влегол сам без да биде придружуван од било какви инвеститори. Така што јасно е, секој обвинител кој што сака да обвинува според законите и кој што сака да го приведе овој случај до крај, се знае кој е овдека главниот организатор, инспиратор, сценарист на целиот случај поврзан и наречен рекет. Така што и да коментираме, ние повторно може да се забавуваме, секој ден да се коментираме, треба обвинителството да постапува и доколку вчера не беше марш за правда и доколку вистински ја сакаме правдата, еве и можност да постапуваат според словото на законите и да вистинските обвинети во случајот да бидат изведени пред лицето на правдата. Сега е јасно зошто текстот на Законот за јавно обвинителство требаше да биде таков како што е. Така што немам навистина што да додадам, освен тоа, еве да апелирам до надлежните органи за транспарентна и целосна постапка поврзана со случајот рекет, без разлика дали во тие ПИМ мерки влегол братот, дали влегол другиот брат, дали влегол братучедот или некој друг.